Дневник на Канал Плюс телевизија во точно 20 часа. Добро вечер. По издвоените теми кои со сигурност ќе го задржат вашето внимание, започнуваме со вестите на денот. Во Штип е формиран центар за традиционална кинеска медицина, финансиран од државата. Се работи за прв ваков центар во Европа кој државата го основа и финансира. Општина Пешчево со европски пари планира да го доуреди речното корито на Пешчевска река, да изгради трибини на спортско игралиште и да обезбеди опрема за фестивалот на дувачки оркестри. Штип е општина со најголем процент на легализирани дивоградби во регионот. Надлежните со апел да не се чекаат последните рокови за барања и комплетирање на барањата. Раководството на ново формираното јавно предпријатие Водни стопанства на Македонија оствари работна средба со градоначалниците на општините од источниот регион. На средбата меѓу другото беа договорени потребните мерки за оспособување на главната и деталната каналска мрежа за навремен почеток на сезоната за наводнување. Комплетното раководство на новоформираното државно предпријатие за водостопанство на Македонија денеска оствари работна средба со градоначалниците на општините од источниот регион. На средбата се договорени потребните мерки за оспособување на главната и деталната каналска мрежа за навремен почеток на наводнителната сезона. Како што истакна директорот на водостопанство на Македонија Ромео Тренов на 15 април, сите водокорисници во подсистемите на Брегалница мора да добијат вода за наводнување. Целта ни е да се донесе вода, да се однесе вода до водокорисниците во моментот кога започнува сезоната, односно тоа е 14 април. На состанокот беа присутни 9 градоначалници, односно сите градоначалници кои што се под подружница на водостопанство Брегалница. Како што кажав, значи целта беше со нив да се исконсултираме, да ги видиме точните проблеми. Веќе денеска на пат е машина која ќе дојде и ќе влезе во полето, значи ќе почне со чистење. Понатаму во текот на наредниве денови ќе дојде уште една помала машина од скипер, која што исто така може да заврши работа во некои помали зафати. На крајот на февруари ќе ни дојде уште една машина и потоа во постапка е преговарањето за машини кои што ќе дојдат и овој дел од државата, значи, кој што има објективно најмногу проблеми, но и најголем, ќе посветиме повеќе внимание, за да може навремено да се пушта вода на водокорисниците. Значи, можеме да ветиме дека ќе дадеме се од себе, тоа е терен, значи, се работи за теренска работа, не се работи за некаква канцелариска задача, која што може да изработат неколку луѓе. Ние ќе дадеме се од себе на 15 април луѓето да добијат вода. Затоа се сите градоначалници тука од овој регион, тие се понудија да помогнат колку што може повеќе. Тука се представници од мојот стручен тим, исто така представници од подружницата Брегалница и ќе дадеме се од себе на 15 април да има вода. Тоа е едно ветување кое може да го дадам. Другото е терен. За тој дел од каналот, овој проблем го истакна градоначалникот на Зрновци и се договоривме во понеделник да се формира работна група која што ќе дојде на терен, ќе дојде од дирекција од Скопје и представници од водостопанската подружница Брегалница и представници на земјоделците, односно водокорисниците од таа страна на каналот, од левата страна на каналот, да се утврдат проблемите и да се види дали може нешто краткорочно да се направи. Значи, како што кажав, тоа е теренска работа, ова е прв ваков состанок. Понатаму за сите активности ќе бидете навремено известувани. Целокупната механизација со која располага водостопанство, како и механизацијата која ќе обезбедат општините, ќе биде вклучена во пробивање на каналите за квалитетна дистрибуција на вода. Во овој дел од годината акумулациите се во, да речем, нормална состојба, нема никакви проблеми од, некакви предупредувања дека може да има поплави. Се разбира дека нема некои снегови води кои се очекуваат големи, така што и јесента и пролетта ова работа ни одеше во прилог, можам да кажам во прилог за нас, бидејќи сме ново формирани, па можеше да се случи веднаш уште првиот ден кога се формиравме да излегуваме на терен и
да санираме штети од поплави или слично. Времето ни оди во корист и очекувам веќе се екипиравме и понатаму проблемите да ги санираме. Значи веќе тука се работи на тој дел, се чисти дел во реката Брегалница на територија на општина Карбинци. Исто така и се чисти оде во Чешиново, Блешиново, така наречениот Бугарски канал, тоа се средства од Министерството за животна средина и од Министерството за земјоделство, односно управата за водостопанство, така што веќе активностите се започнати и ние очекуваме да ги следиме состојбите, особено на овој дел и на другите, да речеме Пелагонија, Струмечките регион, каде што се подложни на проблеми од поплавување. Според договореното на состанокот, земјоделците од источниот дел на државата може да очекуваат квалитетна наводнителна сезона, што е основен предуслов за зголемено земјоделско производство. Неодамна во Штип беше формиран Центар за традиционална кинеска медицина финансиран од државата. Тенденција е вакви центри после Штипскиот да се отворат и во други градови. Се работи за прв ваков центар во Европа кој државата го основа и финансира. Неодамна во Штип беше формиран Центар за традиционална кинеска медицина финансиран од државата. Тенденција е вакви центри после Штипскиот да се отворат и во други градови. Се работи за прв ваков центар во Европа, кој државата го основа и финансира. Во следните месеци, експерти од Кина ќе бидат ангажирани за потребите на Центарот за традиционална кинеска медицина во Штип. Тендерот за набавка на опрема за потребите на Центарот за традиционална кинеска медицина е во тек. Кадарот кој ќе работи во Центарот во Штип помина на 10-месечна обука во Пекинг, Народна република Кина. Сите вработени во Центарот за традиционална кинеска медицина се едуцирани во Кина, а потоа тие заминаа заедно и беа на 10-месечна обука. Значи, тоа е еден од условите, се стекнаа со сертификати од универзитетските болници каде што им беше помината нивната обука, се здобија со знаење, си го полагаа на крај завршниот испит за да си ги добија сите овие сертификати и ги исполнуваат сите услови кои што треба да ги исполнат според законот за комплементарна и алтернативна медицина. Традиционалната кинеска медицина најголем ефект дава во отстранување на болката. Без разлика од потеглото на болката. Значи, тоа се најбрзи резултати, не најдобри резултати, бидејќи кога станува збор за акутна болка и кога веднаш се применуваат методите на традиционална кинеска медицина, за многу краток период се добиваат многу добри резултати и намалување и отстранување на болката. Инаку кинеската медицина се применува кај голем број на болести, заболувања на респираторен систем, заболувања на гастроинтестинален систем, бубрежни заболувања на кардиоваскуларен систем, хипертензии, тахикарди и други аритми. Има голем успех при лекувањето на алергијата. Кинеската медицина како систем на лекување постои и се користи повеќе од 2000 години. Акупунктурата како главен дел на традиционалната кинеска медицина е најдолгиот континуирано употребуван систем на медицина во целиот свет, користен од милиони луѓе. Овој начин ќе се применува и во новоотворениот Центар на традиционална кинеска медицина во Штип. Со две нови електронски услуги кои ќе ги воведува Фондот за здравство ќе се олесни работата на матичните лекари, фирмите и осигурениците. Бенефит ќе почувствуваат сите граѓани кои имаат потреба од надоместна плата и боледување, а компаниите каде работат овие лица кои електронски ќе поднесуваат барања за нивниот вработен, веќе нема потреба да пополнуваат хартиени образци, туку сите податоци стануваат електронски достапни. Пациентите и родилките нема да одат по неколку пати кај лекарот за да носат документи во подрачните служби. Електронски пополнетите барања за предлог за комисиско продолжување на боледување и извештај за спреченост на работа ќе формираат електронска база на податоци во фондот, која ќе им овозможи увид на лекарските комисии во оваа документација. Средствата кои се достапни преку ИПА програмата се доста привлечни за општините од Истокот и општина Пехчево аплицираше со неколку проекти со кои меѓу другото ќе го доуредува речното корито на Пехчевска река, ќе гради трибини за спортското игралиште и ќе се обезбеди опрема и сцена за фестивалот за дувачки оркестри. Европските средства од ИПА програмата за прекугранична соработка годинава доста примамливи за општините од Истокот.
И општина Пехчево аплицираше за искористување на дел од овие средства. Со нив преку различни проекти сака да го доуреди речното корито на Пехчевска река, да обезбеди опрема и сцена за фестивалот за дувачки оркестри, да ја реконструира зградата на пожарниот дом, како и да изгради трибини на спортското игралиште во Пехчево. Заврши апликацијата со проектите со Република Бугарија, Cross Border програмата, и очекуваме резултат од овие проекти, со верување дека сме и ќе бидеме успешни, дека сме аплицирале соодветно, така да тоа ќе го имаме подоцна, ќе имаме резултат. Аплициравме како општина со 2 проекти, јавното предпријатие Равен со 1 проект и Домот на културата со 2 проекти. Секако ќе бидеме благодарни било кој од овие проекти да ни помине. Значи станува збор за уредување на речното корито на Пехчевска река, станува збор за обезбедување на опрема и сцена за фестивалот за дувачки оркестри, реконструкција на зградата на пожарен дом со изградба на трибини на фудбалското игралиште и секако имаме и меки мерки од проектите. До уредување на Домот на културата е еден проект со обезбедување на опрема во самиот Дом на културата. Градоначалникот Игор Поповски е оптимист дека и во оваа 2016 година општина Пехчево ќе добие зелено светло од Европската каса и заедно со партнер општините од Република Бугарија ќе можат да ги реализираат предвидените проекти. Роковите за барање за легализација на диво изградените објекти од страна на правни лица е продолжен до крајот на март. Терминот за докомплетирање на барањата со геодетски елаборат е до крајот на годината. Како тече процесот на легализација на дивоградбите на истокот? Штип со најголем процент на легализирани бесправно изградени објекти на истокот. Од вкупно 10.500 понесени барања, легализирани се над 5.500 објекти. Уште 2 месеци имаат граѓаните до 31 март, кога завршува рокот за понесување на барања за легализација на дивоградбите. Општина Штип формира екипи кои ќе работат на терен, со цел да го забрзаат процесот на проценка на објектите. Додека во процедура се 1000 кои што ги имаат комплетирано своите документи, а со цел да се излезе во пресрет на граѓаните и што побрзо да заврши постапката, да добијат документ, а со тоа имотен лист, формирана е уште една комисија, значи дополнително од општината која што излегува на терен и врши проценка со цел да се заврши постапката побрзо. Општината упатува уште еднаш апел до граѓаните, до оние кои што имаат предмети во општината во поглед на легализација на дивоградби, што побрзо да ја комплетираат својата документација со цел поскоро да добијат имотен лист и се разбира да ја завршат целата процедура. Во општина Делчево од 2609 дивоградби, позитивно се решени 815, додека пак 23 се одбиени. По законот од март до септември од 2011 година, заедно со дополнувањата за поднесување на барања за инфраструктурни објекти и тераси, поднесени се вкупно 2609 барања. Од нив позитивно се решени 815 барања, а 23 се одбиени. Со новите измени на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, со кои се продолжува рокот за поднесување на барања и кој трае до 31 март 2016 година, заклучно со 1 февруари 2016 година, поднесени се вкупно 171 барања. Ова е трет пат што се продолжува рокот за понесување на барање и геодетски елаборат со цел да им се излезе во пресред на сите кои ја немаат завршено постапката. Граѓаните имаат обврска геодетскиот елаборат да го достават до крај на годината. За да се поднесе ново барање, услов е објектот што треба да се легализира да е изграден заклучно со 3 март 2011 година. Надлежните очекуваат да се зголеми бројот на барања. Измените даваат и можност да се легализираат и бесправни објекти изградени на приватно земјиште, кое во моментот на изградбата било во државна сопственост. Сопствениците на земјиштето ќе се обештетат од лицето кое ја легализира дивоградбата. Земјоделците од 4 општини Виница, Зрновци, Чешиново, Облешево и Кочани се едуцираат за штетите кои ги прават со палењето на страништата, но и за бенефитот кој може да го имаат доколку се надминат во таа пракса. Овие обуки се дел од проектот на земјоделското здружение Агровинка, насловен Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет. Страништата, наместо да се палат и да го загадуваат воздухот, можат да се рециклираат, тоа сламата може да се преработува во пелети или брикети и да носи профит.
На нашите земјоделци им треба квалитетна едукација за да го сватат штетниот ефект од палењето, а бенефитот од искористувањето на истите. Во таа насока се и 20 трибини со кои треба да бидат опфатени 400 земјоделци од Виница, Кочани, Чешиново, Блешево и Зрновци, кои се реализираат во рамките на проектот кој го спроведува Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка. Ние преку проектот веќе имаме дел од активностите, имаме 4 фокус фарми, каде на една фарма ќе имаме заорување на жетвените остатоци, на друга фарма ќе имаме мулчирање, на една фарма ќе имаме третирање на жетвени остатоци, значи на слама, со додаток на уреа и вода, и после одреден период додека ферментира, значи после ќе се дава како исхрана на добитокот за поголема количина на млечност, поготово тоа се применува кај кравите. Во проектот Добра земјоделска пракса, богат биодиверзитет, активно се вклучени и стручни лица од овие општини кои зборуваат за потребата од надминување на досегашната пракса. Со палењето се врши тотална минерализација, корисните компоненти или состојки од жетвените остатоци исчезнуваат практично и земјата останува опустошена или практично не е за употреба. Друго, при палењето на страништата се врши емисија на штетни гасови, имаме пред се јаглен диоксид, јаглен моноксид, се зголемува концентрацијата на оние PM10 честици, на кои им е потребно оно јаглеродно јадро што се создава при согорувањето на жетвените остатоци. Доколку тоа не се случува, ќе имаме бенефит заради тоа што сламата или жетвените остатоци кои ќе останат во почвата, природно ќе се распаднат, нели, ќе се подобри структурата на почвата, ќе имаме помала употреба на вештачки ѓубрива и многу други бенефити. Проектот е подржан од програмата за зачувување на природата во Македонија на Швајцарската агенција за развој и соработка, а координатори се Фармахем Македонија и Helvetas Swiss Intercorporation. Реализацијата е 7 месеци и треба да заврши до април 2016. Со средства во висина од 700.000 денари, обезбедени од буџетот, општина Делчево го реши проблемот на жителите кои живеат на крак од улицата Плачковица. Градоначалникот Дарко Шехтански најави решавање на слични проблеми и во останатите средини каде има потреба за тоа. Делчевчанката Семиха Мемедова е само еден од жителите на крак од улицата Плачковица во населбата Маџирмало, која повеќе нема да мора да гази кал. По напорите кои ги направи председателот на местната заедница во разговор со локалните власти, сега оваа улица доби сосема нов лик. Предходно беше многу грозно, кал имахме, а сега не е убаво. Нема кал, чисто е, друго си е. Колку време чекате да се направи? Тоа е многу одамна, ја не знам. Ја уште не бех женена, не знам. Сега е убаво, чисто друго си. Градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански најави решавање на слични вакви проблеми на жителите на Делчево и во останатите средини каде има потреба за тоа. После улицата Илинденска уште една улица од периферијата на градот Делчево доби бегатон плочки. За која улица станува збор? Ова е крак од улица Плачковица и ќе настојуваме повеќе улици од периферијата на општина Делчево да бидат реализирани, затоа што тоа се основни придобивки на жителите во тој дел. Сето тоа што жителите го посекуваат, ние секако не можеме да го оствариме, меѓутоа нашите надежи и очекувања се дека поголем дел од нивните проблеми ќе бидат решени. После завршувањето на оваа улица очекуваме да се создадат околности, значи поволни временски услови, да почнеме и со асфалтирање на поголеми улици во градот, така да март-април општина Делчево интензивно ќе продолжи со работа. Инаку за изградбата на кракот од улицата Плачковица во населбата Маџирмало, општината Делчево од сопствениот буџет издвои околу 700.000 денари. Заврши реконструкцијата на детската градинка Цветови во Кочани, проект во рамки на програмата за зачувување на природата во Македонија на Швајцарската агенција за развој и соработка. Општина Кочани во соработка со Швајцарската агенција за развој и соработка го заврши проектот за реконструкција на детската градинка Цветови, која работи во состав на комбинираната детска градинка Павлина Белјанова во Кочани. Во реконструкцијата главен акцент беше даден на замената на прозорците и вратите со цел поголема енергетска ефикасност во градинката. Мене ми е задоволство што денеска на овој прекрасен сончев ден присуствуваме заедно на
промоцијата, односно на увидот во завршувањето на проектот за замена на прозорите и вратите во клонот 4 во градинката Павлина Велјанова. Проект кој што го изведуваме заедно со Фармахем, кој што е составен дел на Швајцарската конфедерација, односно составен дел на СЕКО, односно средствата се од Швајцарската конфедерација. Овој проект е заеднички заради тоа што 700.000 денари се од страна на на донаторот, остатокот од 180.000 денари од страна на општината, заедно со данокот на додадена вредност. Се заврши комплетно замена на сите прозори во градинката, на сите влезни врати во градинката, со што се постигна да објектот стане енергетски ефикасен, да имаме подобри услови за нашите дечиња, а во исто време да имаме и заштеда на енергијата, која што знаеме како е доста скапоцена. Овој проект е во рамките на програмата за зачувување на природата во Македонија на Швајцарската агенција за развој и соработка, ни изјави Јасмина Пашалиска-Андоновска, координатор на програмата за зачувување на природата во Македонија. Ми представува особена чест и задоволство што денес може заеднички да ги проследиме резултатите од реализацијата на проектот кој што во изминатите месеци го имплементираше општина Кочани со поддршка од програмата за зачување на природата во Македонија. Тоа е програма на Швајцарската агенција за развој и соработка, која што ја имплементираат заеднички Helveta Swiss Intercooperation и Фармахем од Македонија како партнери. Програмата е фокусирана на помош на Република Македонија во зачувување на биолошката разновидност и заеднички да ги зачуваме и да ги користиме на одржлив начин она што го имаме како природни ресурси и значаен биодиверзитет во Македонија. Активностите се реализираат на 3 нивоа, на национално, регионално и локално ниво, со тоа што акцентот на активностите е во брегалничкиот слив, односно во источнопланскиот регион. Преку програмата во изминатиот период беа поддржани проекти на сите општини кои се однесуваа во делот на еколошки практики или мерки за енергетска ефикасност или пак беа фокусирани на зачувување на некои вредности од биодиверзитетот. Проектот што го имплементира општина Кочани е еден од овие проекти. Според Пашалиска Андонова, во општина Кочани преку оваа програма се реализира уште еден проект кој се однесува на подобрување на пристапот кон водопадите на Брањата градче, за поголема промоција на биодиверзитетот и туристичката понуда на овој локалитет. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип од денес до петок е домаќин на сајам на книгата, кој дава можност за посетителите по доста пристапни цени да се снабдат со дела од едицијата 130 тома македонска книжевност. Започна саемот на 130 тома македонска книжевност по повод одбележувањето на раѓањето на великанот и патрон на библиотеката. За прв пат во градот Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев Штип организира саем на книга кој ќе трае од денес до петок. Она што сакам да им го порачам на сите љубители на убавиот пишан збор, на сите луѓе кои што гравитираат во Штип и во околината, е да ги посетат просториите на библиотеката, посебно во текот на овие 3 дена во кои трае саемот, во периодот од 9 до 19 часот, се со цел да ја видат понудата што е во рамки на овој проект, во рамки на овие изданија, што се проект на владата на Република Македонија и Министерството за култура на Република Македонија. Значи, богатството на една нација се гледа и по пишуваните дела, по книгите кои ги објавува, колку автори има. И убаво е што благодарение на проектот на владата на Република Македонија и Министерството за култура промовираме некаде на 130 книги од наши автори. Тоа покажува колку е долга нашата историја. Практично овде имаме некаде 11 века стари книги. Лично мислам дека колку повеќе читаме книги, толку сме побогати. Првиот ден од саемот беше збогатен со промоција на книгата Допрено време од авторот Благој Самоников и промоторот Евтим Клетников. Овие 130 тома на македонската книжевност е еден од најзначајните проекти на оваа култура и на оваа влада, би рекол. И тоа е вонредно значаен проект, затоа што и ние се наоѓаме во една таква, не сакам да речем катастрофична ситуација, туку во една ситуација
во која се заговара ликвидација на нашиот идентитет преку менување на името и баш ние и со овој проект покажуваме дека овој народ има длабок идентитет. Навистина ми е драго што ето по покана од нашата библиотека Гоце Делчев во Штип може да присуствувам во ова убава атмосфера со промоција на моја книга Допрено време, бидејќи тоа за мене е еден мал јубилеј, 15-та книга од како се бавам со литература и објавување. Заинтересираноста на граѓаните за првиот саемски ден е голема, а цената на сите книги е унифицирана и изнесува 157 денари. Моќното торнадо се насочува кон Мисисипи. Моќна бура ја погоди американската држава Алабама. Сурово торнадо искорени дрвија и скрши далноводи, јавува ТВ Звезда. Видео снимки од епицентарот на катастрофата се шират на социјалните мрежи. Во градот Колнисвил стихијата сериозно ја оштети зградата на Баптистичката црква, а во соседството е погоден и женскиот затвор. Според прогнозите на метеоролозите, страшната бура нема да стивне. Моќното торнадо се движи на југ и денес може да достигне до Мисисипи. Службите за итна помош се во состојба на готовност. Жителите се советуваат да не возат и по можност да не ги напуштаат своите домови без потреба. Тензиите на границата со Грција и Бугарија повторно се зголемуваат. Доцна синоќа само на некој час беше тргната блокадата. Во 5 часот наутро граничниот премин Промахон повторно беше блокиран и во моментов се пропуштаат само камиони од грчка страна. Бугарските камиони формираат 3 километарска опашка пред кулата Илинден, не се минува, а соседите се зарекоа дека ќе запираат и патнички автомобили. Вчера премиерот Бојко Борисов се слуша по телефон итно со грчкиот премиер Алексис Ципрас со барање да го реши проблемот со штрајкот на земјоделците. Бугарските тираџии се обратија за помош до премиерот поради огромните загуби кои ги трпат. Тие го замолија да дојде со хеликоптер за да види што се случува на границата. Од едната страна се грците кои пијат узо и вино, вртат скари, а другата нашите возачи врзани со блокада. Здравствените служби на американската сојузна држава Тексас соопштија дека таму бил веќе регистрирани првиот случај на зараза со вирусот Зика. Пациентот бил заразен со вирусот преку сексуален пат од инфицирана партнерка која престојувала во загрозените подрачја, се наведува во соопштението. Светската здравствена организација деновиве повика на итна заедничка акција во светот во борба против брзото ширење на вирусот Зика, кој предизвикува тешки оштетувања кај бебињата во Централна и Јужна Америка. Вирусот обично не се пренесува од човек на човек преку сексуален пат. Македонската ракометна репрезентација олимписките квалификации сепак ги игра во Европа, поточно во Полска. Ваква одлука е донесена за време на вчерашниот состанок на Европската ракометна федерација, а официјално ќе биде објавена во овие денови. Тоа е одлична вест, бидејќи во еден момент стравувавме дека квалификациите ќе ги добие Тунис. Квалификациите ќе се играат од 8 до 10 април, а на турнирот ќе настапат Македонија, Полска, Тунис и Чиле. Во Рио ќе отпатуваат двете првопласирани селекции. Овој викенд во Кипар ќе се одржи Европското првенство во карате. На Европското првенство за млади во Лимасол во Кипар ќе учествуваат и две млади каратистки од Штип, Бојана Манева од карате клубот Штип и Јована Ѓоргиева од карате клубот Македонка. И двете каратистки се веќе подготвени за надпреварот, од кој се очекува да се вратат и со добар успех. Двете штипјенки се во топ форма, а ќе се надпреваруваат во категориите во минус 60 килограми. Дали постапките на Жарко, Сашко Арсовски и Емил Павлов ќе тргнат и Бојана Манева и Јована Ѓоргиева ќе дознаеме овој викенд. Овде го завршуваме второто, но и централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Се гледаме повторно во 23 часот. До тогаш имајте пријатна вечер со нашата програма.